Кратки најави за денешниот дневник. Расте бројот на едрилици и интересот за едрењето како еколошки спорт на Охридското езеро. Со голем граѓански митинг, ВМРО ДПМН и коалицијата ја започна кампањата за парламентарните избори во Охрид. Општинскиот фудбалски сојуз доби средства за набавка на нови дресови за 7 фудбалски клубови. Закажан селективниот тест за прием на ученици во спортската паралелка во гимназија. Соединетите Американски држави ставија вето на приемот на Палестина во Обединетите нации. Ова беа само најавите за она што ќе го гледате во дневникот на ТВМ, кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес имавме умерено облачно време со услови за слаб дожд. Максималната дневна температура изнесуваше 12 степени Целзиусови. Во сабота во Централна, Источна и Југоисточна Европа, како и во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров, ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде студено со невообичаено ниски температури за овој период од годината. Во областа на Алпите и крајните североисточни предели со врнежи од снег. Во останатите делови од Европа претежно сончево време со појава на локална облачност. На Балканскиот полуостров утре умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо време со пад на температурите. На планините со слаби врнежи од снег. Локално во централните и источните предели ќе преовладува умерено облачно време. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 11 до 19 степени. Во Македонија во сабота по студеното утро со пад на утринските температури и појава на слаб мраз, во текот на денот ќе преовладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Во доцните попладневни и во вечерните часови зголемување на облачноста. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 25 км на час. Минималните температури од -2 до 8 степени, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 9, односно до 21 степен. Во Охрид во сабота ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност. Ќе дува до умерен западен ветер со брзина до 20 км на час. Минималната температура од 4 степени, додека пак дневната ќе достигне до 14 степени. Во Охрид во недела ќе преовладува облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и со дневна температура до 11 степени. Во понеделник претежно сончево време со појава на локална облачност, а попладне умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната до 15. Во вторник облачно и нестабилно време со пообилни врнежи од дожд, локално и до 20 литри. Утринската температура од 6 степени, додека пак максималната дневна до 11 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Новото стендап шоу на Никола Тодоровски, Лошо куче, на 21 април во Охрид. Во недела во 20 часот бидете во големата сала на Центарот за култура Григор Прличев на 90 минути пеколна стендап комедија. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании.
Земјата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добар ден. Прво издание на Дневникот на ТВМ. Расте бројот на едрилици и интересот за едрење како екоспорт на Охридското езеро. Охридското езеро е најголемиот и најдобриот спортски терен за водените спортови, но се уште е недоволно искористен. Недостига наутичка инфраструктура, потребни се сидришта и создавање подобри услови за развој на спортот. Расте интересот за едрење на Охридското езеро, но недостига наутичка инфраструктура. Потребни се сидришта и создавање подобри услови за развој на спортот. Едрилиците се екопловила, со нив нема загадување, ниту нарушување врз екосистемот на водените ресурси. Токму затоа треба да се вложува во набавка на едрилици и развој на едриличарството. Охридското езеро е најголемиот и најдобриот спортски терен за водените спортови, но се уште недоволно искористен. Едрилиците не се украс, него се обележи на Охрид. Едрењето е олимписки спорт и предстои еколошки спорт. Од година во година растет интересот не само кај најмладите, него и кај повозрастните луѓе, така да од година во година се зголемити бројот на едрилиците. Можноста за сидрење на тие едрилици малце комплицирана, заради немање на наутичка инфраструктура не само на Охридско езеро, на сите езера во Република Македонија. Се спремаме сега за почеток на активностите. Сезоната е цела година, немат лошо време, кој денеска, него имат само лоша опрема, така да можеме да кажеме дека ќе имаме школа за едрење за деца на возраст од 7 до 18 години и имаме школа за едрење за возрастни, со можност за добивање и на скиперски дозволи. Едриличарите најавуваат голем број настани, регати за олимписките класи и меѓународната класа Оптимист, кои што ќе се одржат оваа сезона во Охрид. Покрај тоа што организираме дома регати од домашен карактер, имаме и организација на меѓународни регати тука во Охрид. Исто така настапуваме на доста на регати кои што се од меѓународен карактер во соседните држави, а дел од членовите на Акватика јахтинг се и дел од македонската едриличарска репрезентација. Пред неколку дена се вративме од Изола, од Словенија, каде што се надпреварувавме на Европско првенство во класата УК4, каде што настапија 420 едрилици, млади едриличари од цела Европа. Исто така се спремаме за настап на отворено првенство на Југоисточна Европа во Палич, Србија, исто во класата Оптимист, каде што ќе настапиме со 7 или 8 надпреварувачи. Првите импровизирани едрилици запловиле по Охридското езеро во далечната 1937 година. Тоа биле кајчиња на кои било поставено платно. Во 40-тите години од минатиот век Охрид бил град на едрилици, раскажуваат постарите едриличари. Народот ќе си ја врати државата и ќе испрати досегашната власт на боништето на историјата, кажа лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски на митингот во Охрид. Тој синоќ ја промовираше идејата за создавање на македонско национално единство. Пред Охриѓани беше презентирана изборната програма Платформа 1198, со која кандидатите за пратеници ветуваат дека ќе ја рестартираат државата.
Народот доаѓа по своето, доаѓа по тоа што му е одземено, доаѓа по Македонија, порача лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски на Народен собир во Охрид, откаде партијата ја започна кампањата за парламентарните избори. Нашата цел е да ја вратиме Македонија во рацете на народот и да ја одземеме од рацете на стотина функционери од ДУИ и нивните измеќари од СДСМ. Не им ја даваме Македонија, не им ја даваме иднината, не им дозволуваме повеќе да се играат со нашите животи и да се коцкаат со животите на нашите деца. Тргнавме и нема назад. Доаѓа цунамито што ќе ги одвее од политичката сцена. Мицкоски кажа дека сака да открие едно сценарио кој го подготвувале СДСМ, а тоа е како што рече СДСМ ќе имале 28 пратеници, албанските партии заедно ќе добиеле 33 и ќе правеле влада. Нив не ги интересира иднината на државата, туку иднината на нивните фотели. Нема откажување од фотелите, треба да им е слоганот. Дури им ветувале на ДУИ дека наместо како досега 50% од државните институции СДСМ би се задоволиле со 30%, а ДУИ и останатите партии да превземат се до 70%. Мицкоски од Охрид повика на национално единство, партиите Левица и Знам ги повика на национално обединување. Иницијативата за обединување рече ќе ја започнал со мораториум на напади кон Левица и Знам. Тој ги повика и членовите на СДСМ да работат заедно, да ги запрат поделбите по партиска основа и да ги мобилизираат сите капацитети и потенцијали за развој на државата. Програмата Платформа 1198 на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија целосно ќе ја рестартира државата, рече Ѓорѓија Сајковски, носител на претеничката листа во изборна единица 5. Фокусот е на квалитетен животен стандард за граѓаните, ниски даноци, повисоки плати и пензии, подобри можности вработување за младите, рече Сајковски и наброја дел од проектите предвидени за Охрид, како реконструкција на градското пристаниште. Дополнително ќе ги зголемиме инфраструктурните инвестиции во комплексот Плаошник, а со изработка на детална програма Охрид ќе стане центар на културен туризам со посебно внимание на промоција на црковно-историско наследство. Ќе изградиме ново училиште Григор Прличев, ќе градиме катна гаража кај градскиот пазар, ќе изградиме плоштад кај Чинар. Ќе градиме систем за водоснабдување на Охрид од свинјишки извори. Ќе работиме на кеот и на довршување на затворениот градски базен. Ќе изградиме канализационен систем со пречистителна станица во Трпејца. Ја очекувам вашата поддршка, за возврат ќе ги испорачаме ветените проекти, затоа што верувам во себе и во кандидатите за пратеници, им порача носителот на листата Сајковски на Охриѓани. На 9 мај ќе го прославуваме денот на победата против фашизмот, денот на Европа и ќе ја славиме Македонија како твоја и горда, порача председателската кандидатка на ВМРО ДПМН и коалицијата Твоја Македонија Гордана Силјановска-Давкова. Таа на вчерашниот митинг од Охриѓани ја побара довербата и им вети дека нема да ги посрамоти да ги заборави државните и национални интереси. За мене Охрид не е само културна метропола, туку и споменик на природата, еден од најубавите градови и дом на европското христијанство. Затоа да го чуваме, рече кандидатката за председател од ВМРО ДПМН и коалицијата Гордана Силјановска-Давкова. Не заборавајте, без Охрид Македонија нема да биде почитувана. Почитувајте го Охрид, ако сакате да не почитуваат. И час поскоро активирајте го Универзитетот на Плаошник. Оваа власт не знае што е култура. За неа културата е бизнис. ВМРО ДПМН по овие избори ќе стане реформска како вистински одговор на новото време, порача Давкова. А асном што ќе го славиме годинава за мене ќе биде не антифашистичко, туку антикоруптивно и антикриминално
заседание на народното ослободување на Македонија од авторитарната власт. На 24 април и на 8 мај ќе одлучите дали Македонија како твоја и горда навистина ќе биде проевропска. Ви ветуваме дека нема да ве срамиме и да ги заборавиме државните и национални интереси. Можеме и мораме да зачекориме во 4-тиот Илинден кој што ќе означи република која е правна, демократска, стандардна европска држава, рече Силјановска Давкова. Таравари од централниот митинг во Струга вети зголемување на минималната плата до 800 евра. Најави низа проекти за намалување на иселувањето од земјава. Струга вреди, Струга е љубов, Струга е патриотизам, рече кандидатот за председател од коалицијата Вреди Арбен Таравари во своето обраќање на централниот митинг пред Стружани. Тој вети дека ќе се залага за намалување на иселувањето, а тоа ќе го направи преку зголемување на минималната плата. Рече во рамките на идната влада се планира зголемување на платите и до 800 евра, со што ќе се создадат нови можности младите да останат и да придонесат за развојот на државата. Иселувањето кај нас е над секоја нормала, бројките се алармантни. Не можеме да останеме равнодушни на оваа ситуација. Затоа, како следна влада на Вреди, ќе донесеме одлука за покачување на платите. Ќе се заложиме минималната плата до крајот на нашиот прв владеачки мандат да биде 800 евра. Преку грантови за технологија и иновации ќе ги поддржиме младите со нивните креативни идеи, кои првенствено служат за нашиот развој како држава. Ова ќе биде дополнителна причина да ја гледаат иднината овде со нас, недалеку од нивните домови, недалеку од нивниот роден град. Со конкретни проекти ќе ги мотивираме граѓаните да има поголема излезност. Носителот на листата на петтата изборна единица Салим Сулејмани рече коалицијата Вреди е иднината на албанците, а нашите проекти се сериозни и ќе придонесат за поквалитетен живот на граѓаните. Па, сега како да ви кажам, нашите проекти се многу сериозни. Ке работиме за иднината, ке работиме за кон убајното, кон најдоброто. И мислам дека времето е за промени. Таравари повика на фери демократски избори. Рече бројот 6 е број на промената која вреди. Затоа што секој глас е важен, го повикуваме секој граѓанин да излезе на денот на изборите, за да ја гарантираме победата на промените, рече Таравари. Општинскиот фудбалски сојуз доби средства за набавка на нови дресови за 7 фудбалски клубови. Согласно програмата за спорт за 2024 година, од буџетот на општина Охрид беа доделени средства на Општинскиот фудбалски сојуз за набавка на нови дресови за 7 фудбалски клубови, информираат од локалната. Градоначалникот Кирил Пецаков денеска во спортско-рекреативниот центар Белјанини извори имаше работен состанок со представниците на клубовите, на кој им беше предадена новата спортска опрема. На средбата се разговараше за понатамошната соработка на локално ниво и потребните услови за функционирање на клупскиот фудбал во Охрид. Градоначалникот Пецаков истакна дека локалната самоуправа, како и досега, ќе продолжи да дава поддршка на спортот, развојот на сите спортски дисциплини и подобрување на спортската инфраструктура. Спортска академија Охрид ги информира полуматурантите дека е закажан терминот за прием на паралелката за фудбал. На 13 мај ќе се одржи селективен тест за прием на ученици од Охрид и регионот, Струга Дебар Ресен, во Спортската академија Охрид, паралелка по фудбал при Општинското средно училиште Свети Климент Охридски гимназија. Терминот за тестот на 13 мај е во 15 часот на игралиштето со вештачка трева при Спортско-рекреативниот центар Белјанини извори Охрид, информираат од академијата. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. САД ставија вето на приемот на Палестина во Обединетите нации. Воздржани беа Велика Британија и Швајцарија, а за гласа Словенија, Сиера Леоне, Русија, Јужна Кореја, Мозамбик, Малта, Јапонија, Франција, Гвајана, Еквадор, Кина и Алжир. Палестинската управа го осуди потекот, нарекувајќи го нефер, неетички и неоправдан. Израелскиот министер за надворешни работи го пофалил американското вето, додавајќи: срамниот предлог беше отфрлен, тероризмот нема да биде награден.
Во Индија почнаа парламентарните избори, каде право на глас има 968 милиони индици, што е повеќе од вкупното население на САД, Европската унија и Русија заедно. Изборот за 543 членови на долниот дом на парламентот ќе се одржи во 7 фази до 1 јуни, на повеќе од 1 милион избирачки места широм земјата. Гласачките листиња ќе се пребројуваат на 4 јуни, а резултатите ќе бидат објавени истиот ден. Победата на 73-годишниот премиер Нарендра Моди изгледа речиси сигурна, бидејќи тој се уште многу популарен по 2 мандати на власт, за време на кои Индија ја зголеми дипломатската моќ и економската положба. Аргентина побара од НАТО да стане еден од глобалните партнери на тој безбедносен сојуз, изјави денеска министерот за одбрана во време кога неговата земја бара начин да ги зајакне врските со САД и Европската унија. Аргентина во вторникот објави дека купува 24 американски борбени авиони F-16 од Данска, договор поддржан од Вашингтон. Според НАТО, глобалните партнери работат со членките на Алијансата за споделување разузнавачки информации и учество во воени вежби. Глобални партнери на НАТО, меѓу другите се Австралија, Колумбија, Ирак, Јапонија, Јужна Кореја, Монголија, Нов Зеланд и Пакистан. Google отпушти 28 работени поради протест против договорот со израелската влада. Вработените организирале протести во канцелариите на Google во Нью Йорк и Сонивейл во Калифорнија. Во Сонивейл тие влегле во канцеларијата на извршниот директор на Google Cloud, носели транспаренти на кои пишувало: "Нема повеќе геноцид за профит, заедно сме со палестинските, арапските и муслиманските вработени во Google." Договорот на Google Cloud со израелската влада е од 2021 година, кога компанијата објави дека ќе му обезбеди услови на Израел подобро да се справи со предизвиците во јавниот сектор, вклучително и здравјето, транспортот и образованието. Портпаролот на Google изјавил дека Google Cloud продолжува бројни влади широм светот, вклучително и таа на Израел. Почитувани гледачи, тука го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!